Софтверот за МВР на Драги Рашковски е нефункционален, а требаше да мери брзина на возилата. Вештакот на обвинителството Мане Пиперевски се обидел да го тестира софтверот на Рашковски, ама уште на самиот старт кога го вклучил, му се појавила грешка која според упатството не можела да се надмине. Пиперевски тврди дека во доставената документација од владата за софтверот лозинката не била точна, па вештакот морал преку адвокатите да дознаат обвинетите која е точната лозинка за да може да го отвори системот. По инсталирањето се појави и грешка поради која не можеше софтверот да се стави во функција и да се продолжи со детална проверка на неговите функционалности. Од таа причина заклучувам дека софтверот не е функционален, конфигуриран согласно техничкото упатство дадено на CD-то. Бидејќи софтверот не влезе во функција, не можеше да се отиде на терен за да се испита дали се исполнети барањата од наредбата на јавниот обвинител. Со оглед на тоа дека софтверот не функционира, вештакот вели дека ниту едно од барањата во тендерот не се исполнети. Дополнително ги поби тврдењата на одбраната дека софтверот може да се користи на секако вид камери, бидејќи како што кажа Пиперевски пред судот, со неставањето во функција софтверот не е целосно завршен. Вештакот е дециден дека иако Рашковски барал, Станчев не испорачал софтвер кој ќе има безбедносни стандарди, со оглед дека податоци се зачувувале на интернет. Тој не може да работи со други камери, освен со тие 4 камери подигнати од влада. Дојдов до констатација дека софтверот не функционира за целта за која е изработен. Рашковски со прашањата до вештакот сакаше да укаже дека тој нема искуство да тестира ваков софтвер и дека воопшто не станува збор за грешка. Грешката има мајка и татко. Не може да воспоставуваме конекција со Google Maps. Тоа не е некаква грешка за која треба да влегуваме во кодот, туку грешка која се отклонува. Откако во јавноста се дозна дека Рашковски набавил софтвер за сообраќајни прекршоци, од МВР кажаа дека воопшто немале потреба од таков систем и не знаеле ништо за набавката која си ја спровел генералниот секретар. Според обвинението, Рашковски како генерален секретар во владата подпомогнал тендерот за набавка на софтвер за МВР да го добие и Вока Груп на обвинетиот Даниел Станчев. Фирмата на Станчев го набавила софтверот и ги земала парите, ама обвинителството тврди дека е нефункционален. Освен за ова, Рашковски се товари дека соработниците му били и хонорарци во владата, а владините пари му ги враќале на рака на владиниот секретар.